Здраво! Во оваа видео ќе ви покажам како да нацртате пирамида во програмата за 3D моделирање Google SketchUp. Поради тоа што сакам да работам во сантиметри, од менито ќе одберам Architectural Centimeters. Пирамидата е геометриско тело, чиешто основа е правилен многоаголник. Во оваа видео ќе ви покажам како да нацртате пирамида чиешто основа е квадрат. Најпрви што треба да направам е да нацртам правоаголник. Одам од левата страна, одбирам ректангл, истото може да го одберам и горе во оваа мени ректангл. Го цртам правоаголникот. Сега ова треба да биде квадрат. За да биде квадрат, сите 4 страни, односно должината и ширината, треба да му бидат еднакви. Долу во полето Dimensions, јас ги пишувам димензиите и ќе ставам 150 cm за должина и 150 cm за ширина. И кликам Enter. Со тоа гледате креирав квадрат. Следно што треба да направам е да ја одберам алатката Line Tool и цртам диагонала и уште една диагонала. Во пресечната точка на диагоналите ја одбирам алатката Move и одам на пресечната точка на диагоналите, кликам со левиот клик и се движам нагоре по Z оската, односно треба да ми се појави плавата оска. Кога ќе сум сигурен за висината на пирамидата, кликам на левиот клик. Еве гледате, нацртав една пирамида. Друг начин да нацртате пирамида е исто така најпрви да нацртате многу квадрат. Ќе ги ставам истите димензии, 150 cm и 150 cm за должина и ширина. Со тоа ми се нацрта квадрат. Сега следно од Line Tool ќе ја најдам првин средната точка, од каде што ќе пуштам права нагоре. Еве, каде е средната точка и горе по Z оската цртам линија нагоре. Целта ми е да креирам триаголник Откако ќе го креирам триаголникот, линијата која не ми треба е оваа линија и јас со гумичката ќе ја избришам. Следно, го селектирам со алатката Select лицето на триаголникот, на ново добиената форма, и ја одбирам алатката Rotate. Одам во горната точка и претискам на стрелката нагоре, за да ми се заклучи по Z оската. Кликам лев клик на точката, одам право долу и тука кликам Endpoint лев клик. За сега кога ротирам да ми се ископира овој триаголник, го користам копчето од Ctrl и со лев клик еве влечам, се додека не ја добијам страната. Пуштам и сега, за да имам 3 страни, кликам долу каде што е Angle и одбирам звезда 3. Тоа значи страната да ја ископирам 3 пати и кликам на копчето Enter. Еве, креирав уште една пирамида. За да поставам боја на пирамидата, тоа го правам од алатката Paint Bucket, бираме материјали, јас ќе одберам Stone, кликаме врз бојата и ги означуваме сите страни на пирамидата. Еве на другата пирамида ќе ставам друга боја.
И тоа е се.